Благодарам. Почитувани колеги, јас на почетокот ќе дадам една принципиелна забелешка до колегата Џафери, тоа го кажав и на комисиските расправи. Имено не се согласувам со неговата одлука за определување на матично тело за разгледување на овој закон да го определи Комисијата за европски прашања. Законот е на предлог на Министерство за финансии, а се однесува на регулирање на сфера на јавни набавки во сферата на областа на одбраната и мислам дека ќе беше многу пологично да за матично тело беше определена Комисијата за одбрана, а Комисијата за европски прашања да го гледаше од аспект на усогласеност со европската регулатива. Така личи и прилега на законодавен дом кој што држи до својот дигнитет и до правилата кои што самиот ги носи и логично е да ги почитува. На почетокот исто сакам да дадам генерално мое размислување дека поедноставување на постапката за јавни набавки во Министерството за одбрана и во областа на одбраната е добар чекор, затоа што сум работел во овој ресор и знам дека Министерството за одбрана има еден прилично комплициран систем на реализација на јавни набавки од законски аспект, соодветна процедура интерна натре во рамките на оваа институција помеѓу армијата како барател на набавките и Министерството како реализатор на набавките, и ако на тоа додадете и погрешни човечки, односно кадровски решенија, овие три сегменти можат да ви детерминираат лоша реализација на буџетот, кое што од друга страна состојбите во армијата ги прави онакви како што се во моментов. И денеска моите последни информации се дека без разлика што веќе длабоко навлеговме во втората половина од фискалната година, реализацијата на буџетот на Министерството за одбрана не надминува 25%. Слободно можам да кажам дека тука има и објективни проблеми кои што ги наведов, а верувам дека има и субјективни од аспект на влијанието на човечкиот фактор во делот на реализација на буџетот. Во наредниот период, како земја членка на НАТО, јас очекувам еден од првите ресори кои што ќе имат бенефит од нашето членство во НАТО да биде Министерство за одбрана. Сакале ние тоа да биде или не, самото членство во НАТО налага зголемување на буџетот во Министерството за одбрана и добро е што Министерството за одбрана навреме го согледал фактот дека има простор за интервенција во законската регулатива. По мене, јас ги охрабрувам да одат подалеку, да направат реформа и во интерната процедура, што е можно повеќе да ја поедностават, меѓутоа тоа никако да не биде на сметка на транспарентноста и на сметка на контролата како се реализираат јавните набавки. Бидејќи секоја година ние како држава сме обврзани буџетот на Министерството одбрана да го зголемуваме, тоа ќе бара и адекватно организирање за трошење на истиот, како би биле кредибилен партнер на НАТО, односно членка на ова НАТО организација. Во принцип, јас имам неколку прашања и дилеми до предлагачот. Вака начелно, читајќи го законот, гледам дека интенцијата била, бидејќи се работи за нов закон, дел од одредбите се усогласување со законот за јавни набавки, дел од одредбите се одредби кои што се посебни за набавките во областа на одбраната и на безбедноста. Освен што има доста терминолошки непрецизности, испуштања на уредување на одредени термини, јас само ќе поставам неколку покрупни прашања кои што мислам дека во наредната фаза на носење на законот, ако успееме да ја допрецизираме, може законот да ја добие поддршката и од опозицијата. Па ќе почнам со ред. Во законот се регулирани два прагови за кои овој закон нема да важи, а тоа е до 50.000 евра, односно над 50.000 евра за договори за набавка на стоки и услуги и 100.000 евра за договори за набавка на работи. Така стои во законот. Прашањето ми е како ги утврдивте овие прагови, бидејќи по моје мислење овие се доста високи прагови, оставаат можност за слободна интерпретација на законот како треба да биде применен.
Понатака, одредбите кои што даваат надлежност на Бирото за јавни набавки за контрола се тргнати од овој закон. Сметам дека не треба да бидат тргнати, затоа што една од првите одлуки на новата влада беше укинувањето на Советот за јавни набавки, орган кој што беше надлежен за контрола на транспарентноста и законитоста при носењето на јавните набавки. Остана да функционира Бирото за јавни набавки. Со овој закон во одредени сфери и Бирото за јавни набавки се трга од надлежноста и се остава дилема кој е тој орган кој што ќе го контролира законитоста при спроведувањето на јавните набавки. Понатака, следна дилема е моментот каде што го регулирате итноста за одредена набавка. Зошто во овој случај е изземено мислењето на Бирото за јавни набавки? Согласно Законот за јавни набавки, при итнос во било која институција се бара претходно мислење од истата институција. Мислам дека целисходно е да и во овој случај важи одредбата да Бирото дава претходно мислење. Понатака, врз основа на кои критериуми, врз основа на кои параметри предлагате анексите кои што ќе се потпишуваат на склучени договори да не ја надминуваат висината од 30% од основните договори. Јавноста во Македонија овие 30 години беше сведок на многу скандали во делот на реализација на јавни набавки баш со потпишување на анекси. Моje мислење е дека просторот за анекси на договори треба да биде стеснет што е можно помал. Тие треба да бидат исклучиво во ситуација кога мора да се нешто анексира. Меѓутоа, интенцијата на новиот закон е не само што остануваат во игра, вие го зголемувате вредноста на анексот. Значи 30% е третина од основниот договор. Следна дилема е во делот на рамковните спогодби. Врз основа на кој критериум и параметар одлучивте тие рамковни спогодби да важат 7 години? За 7 години сите основни параметри во еден договор трпат промени. Цена на услуга, услови, испораки и така натаму. Сметам дека овој период е преголем и дека тој треба да биде скратен. Наредна дилема. При големите јавни набавки, кои што очекувам и е редно да се случат во Министерството за одбрана, како странските добавувачи ќе комуницираат преку електронскиот систем за јавни набавки кој што важи во Република Македонија. И последно, како ќе се применат ограничената постапка и конкурентниот диалог, кои што се алатки, мислам дека ќе бидат во ситуација да бидат користени во Министерството за одбрана и ако евентуално дојде до блокада на овој начин на набавки, несреќно ќе биде решението да се оди со набавки преку преговарање, кој што остава простор за сомнежи, за злоупотреби и така натаму. Значи, овие се мои суштински дилеми, опфаќаат цели поглавја и области од законот. За второто читање ние ќе имаме и амандмани. Мислам дека постои расположение да го допрецизираме законот, како што кажав, и на опозицијата е во интерес да креираме решенија кои што ќе овозможат адекватна реализација на буџетот на Министерството за одбрана и спроведување на јавни набавки во оптимален рок. Благодарам. Благодарам. Реплика пратеникот Николовски Илија, повелете.